Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за како да се одреди pH на даден раствор, зашто тоа е битно што се користи така и на кој принцип работи. И да започнеме. Значи да речеме дека имаме одреден сад, и да речеме дека имаме приближно 1 литар вода. Нешто помалце од тоа, така за да искочат поточни пресметки сега што ќе правиме, да речеме дека е приближно 1 литар вода, што е приближно 1 дециметар кубен. Така, сега да речеме дека тука ќе ставиме HCl во некој си мало количество, така ставиме некој си, не знам, 3 мл, или, нека не мора да биде специфично, нека биде X милилитри, така што ова да се исполни вкупниот, така да ги ставиме, така што вкупниот волумен после да биде 1 литар. Бидејќи реков дека има нешто помалку вода од 1 литар. Така што ова кој ќе оставиме да биде вкупно 1 литар. Добро, имаме X милилитри, што е всушност ќе пресметаме колку мола е тоа, дека тоа е Y молови. А знаеме дека HCl дисоцира 100%, така што ако имаме Y молови HCl, тоа значи дека имаме Y молови на H+ иони, така. Ако знаеме колку молови H+ иони имаме, можеме и знаеме колку е вкупниот волумен, што рековме дека вкупниот волумен ќе биде 1 дециметар кубен, едноставно за да направиме пресметката попроста, ќе извадиме негативен декаден логаритам од концентрацијата на H+ иони и всушност ќе го добиеме pH на растворот. Така, едноставно. Но ако ние подготвуваме раствор каде што треба да ставиме огромен број состојки, така, значи најчесто растворите не се подготвуваат ко сам HCl и вода. Треба да ставиш голем број хемиски супстанци во дадениот раствор, така. Сега ти ако ставиш голем број хемиски супстанци, да речеме 10 хемиски супстанци, ти за да одредиш колку е pH на растворот, треба да земеш во обзир, бидејќи нема сите да бидат јаки киселини, јаки бази, значи нема да дисоцираат комплетно, значи ќе треба да знаеш колку е pKa на секоја супстанца која ставаш, ти ќе треба да ги прочиташ од табела. Треба да знаеш колку милилитри се стави од секоја субстанца, колку ќе биде крајниот волумен на растворот, колку молови се стави од секоја субстанца, најчесто нема да биде толку очигледно, ќе бидат можда милимолови, ќе бидат некои чудни единици, мислам ќе бидат некои мали вредности 0,01 и така натаму. И така натаму ќе треба да знаеш колкава е температурата на средината, односно на растворот, бидејќи и тоа има улога врз pH и многу и други фактори кои и се тоа всушност ја отежнува пресметката, да пресметаме колку ќе биде pH на крајниот раствор. Така, колку ќе биде pH на крајниот раствор. Можеби ако се направиш правилно ќе пресметаш pH, но најчесто значи ќе направиш некоја си грешка или пак во голем број случаи не е возможно да пресметаш колку би било pH. Значи не може да знаеме. Или пак ако ти донесат некоја си субстанца, некој раствор, дали тоа е од река или од некој си индустријски процес или од некаде некој биолошка течност, да речеме дека имаме тука некој раствор и ти не си го спремен, да ти го носат во лабораторија и ти не знаеш колкаво pH има. Така. Како ќе дознаеш во двата овие случаи? Така, значи кога не знаеме кој е pH, всушност начинот да дознаеме кој е pH е следниот. Значи или се користат индикатори, или пак се користи, помодерно е pH метар. Сега, индикаторите всушност е еден попрактичен начин кој се користи од порано и сепак е ефективен и лесно сега ќе го објасниме. Значи индикатори не се ништо посебно, едноставно тие се дадени хемиски соединенија кои ќе ги бележиме со H и N, како за индикатор. За тие најчесто може бидат некои слаби киселини или слаби бази, но да речеме дека овдека е слаба киселина, затоа бележиме со H. Сега, таа во растворот се наоѓа во даден еквилибриум со I на минус. Така. Повторно, само спомнам дека ова IN е некој си хемиско соединение кое нема да реагира најчесто со најголем дел од растворите, така ќе биде нешто инертно. Сега, таа се наоѓа во одреден еквилибриум. Во зависност кој е pH на средината, рамнотежата ќе се сврти повеќе кон десно
или кон лево. Така, врз однос на pH на средината, pH ќе влијае дали рамнотежата ќе иде кон десно или рамнотежата ќе иде кон лево. Зависно од индикаторот, значи секој индикатор ќе биде различен. Добро, сега, тоа како ни помага, ако знаеме дека иде на лево или на десно. Бидејќи супстанците кои исто така се избрани, имаат различна боја во различна состојба. Така, ако, например, ваквата форма на индикаторот, како H и N, има да речеме безбоен, така, додека IN како анионска форма е црвен. Сега и да го знаеме ова, повторно не можеме ние да одредиме кој е pH, се додека не знаеме на кој pH станува црвено, а на кој pH станува бело. И затоа во лабораторија они земале првин, значи ова е експериментално одредено, земале раствор кој имало познато pH, бидејќи ставиле HCl или некоја си друга супстанца, која знаеле колку ставиле, така што они знаат дека pH е, например, pH е еднакво на 1. Прават раствор каде што pH е еднакво на 2 и така натаму и така натаму. Така, и го стават овој индикатор во секоја од нив. Го стават во секоја од нив. И ги забележуваат резултатите. Например, за овој индикатор кој го избравме, вредностите се следни. Да речеме овде дека е pH, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, т.т. Сега, забележале дека до 7, например, си ја задржува белата, односно безбојна боја, додека над 7 станува црвена боја. Сега, кога имаме оваа информација всушност ќе биде запишана во табела некаде. Сега, од кога имаш оваа информација, ти го зимаш овој индикатор, така го зимаш овој индикатор и го ставаш во твојот непознат раствор. Така, значи ти си имаш некој раствор, како што овдека видовме, имаш некој непознат раствор и го ставаш во твој непознат раствор и да речеме дека тој се обојува црвено. Сега, тоа не значи дека ти ќе знаеш кој е pH. Ти повторно не знаеш кој е pH. Така, ти повторно не знаеш кој е pH. Ама знаеш дека pH е поголемо или еднакво на 8 или 7, како реков, дека од кога почнува. Да речеме дека е поголемо или еднакво на 7. Не знаеш колку е pH, ама знаеш дека е поголемо или еднакво на 7. Во најголем дел од случаите тоа е доволно. Значи, ти во најголем дел од случаите не мора да знаеш колку е точното pH, кога правиш некои општи анализи, него само треба да знаеш дали растворот кој ти го имаш е кисел, дали е неутрален или е базен. И ти чим ќе видиш црвена боја, ти одма знаеш дека тој раствор е базен. Не мора да знаеш pH, но знаеш дека е базен. И тоа е доволно за голем број анализи. Но да речеме дека сакаш да знаеш колку е вистинското pH. Така, ќе го земеш тој истиот раствор, и сега се врши титрација врз него. Ти повторно знаеш дека pH, така, знаеш дека pH е поголемо или еднакво од 7 и сега почнуваш да му додаваш HCl. И идеш капка по капка. Значи капка по капка. Односно да речеме дека додаваш 0,05 мл, обично толку една капка. И додаваш, ставаш една капка, ставаш две капки, ставаш три капки и така натаму и стигаш до некоја си количина 3 мл. Така, значи си ставил 3 мл раствор. И од кога си ставил 3 мл раствор, целиот овој раствор станува безбоен. Сега, кога ќе сватиш дека станува безбоен, тоа значи дека од кога си ставил 3 мл раствор на HCl, pH веќе станало pH, ако се ќе направам со бела боја. Значи pH станало пониско или пак еднакво, зашто реков дека е баш на 7, не мора да значи, од 7. Сега, кога знаеш дека pH станало пониско или еднакво на 7,
со додавање на 3 мл. Тие 3 мл ќе ги претвориш во молови. Сега да вадам периоден систем, да е битно. Ќе видиш дека тоа се X молови. Тоа всушност се X мол на H плюс јони. И сега кога ќе знаеш колку е тоа и знаеш колку е вкупниот волумен на растворот, ти можеш да просметаш концентрацијата на H плюс јони и можеш понатаму да откриеш колку било pH пред да додадеш хлороводородна киселина. Сега ние нема да ги правиме тие пресметки, но тоа многу често се прави. Значи ако имате аналитичка хемија, ќе титрирате цело време и ќе ги правите овие пресметки многу. И после некој време станува досадно. Но, значи, индиректно најдовме кој е pH со тоа што титриравме, видовме кога се обезбои и знаеме дека сме поминали одредената граница, која претходно ја одредиле експериментално и ние можеме да пресметаме и всушност наназад да се вратиме колку било pH пред да ставиме HCl. И тој е принципот на кој работат индикаторите. И сега оваа транзиција на боја не мора секогаш да биде од црвено скроз во бело, значи има како измеѓу бои, например како розевкасто, па после станува во бело. И сега во зависност од која е измеѓу бојата можеш да видиш како иде прогресијата на идење од базна кон кисела, значи може да се мери спектрофотометар, да добиеш уште попрецизно pH, значи да добиеш дека pH е не знам еднакво на 8, претходно дека било еднакво 8,37, не знам. Значи можеш да направиш точни пресметки ако користиш спектрофотометар, но не мора да се користи, значи ќе гледаш само црвено, бело и ќе правиш пресметка. Сега, реков дека експериментално е одредено за индикаторот при кој pH менува боја. Сега, например, ова не би било многу корисно ако, не знам, растворот има, не знам, 4 pH, така, и ние сакаме да го доведеме до некое си друго место, сакаме да го доведеме да има 2. Така сакаме да стигнеме од 4 од 2. Нема да биде толку корисно бидејќи ти ќе додаш киселина, нема знаеш кога станало 2. Сега ќе речеш, добро, ќе пресметам колку треба да ставам киселина, не морам да гледам боја, ќе пресметам и ќе стигнам таму, но може би има некој пуферски систем во растворот, така што ќе ти биде грешна пресметката. Така побоја, нели, со пуфер да видиш кој ќе биде, например, некој пуфер кој ќе менува бојата баш на 2, така ќе станува, не знам, портокалова боја, и ти почнуваш додаваш капка по капка и кога ќе стигне портокалова боја, знаеш дека се стигнал до 2 и прекинуваш. Сега, затоа има различни индикатори. Така, значи ние го видовме овој индикатор кој ја го измислив, некој си индикатор кој менува каде што кисела средина, нели, е безбојна, додека базна е црвена. Но постојат различни индикатори, така, значи различни индикатори, сега ќе извадам некоја си табела и ева овдека имаме некои си табели од различни индикатори кои може да се користат. Горе гледаме, например, метил оранж, метил црвено, при кое pH менува боја. Не се бележи дека pH, но добро, ова е 7, ова е 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Значи при кое pH менува боја. И ги имаш овие табели, така од различни индикатори, кои ги одредиле експериментално, нели, на овој принцип кој зборев претходно, и можеш после да ги користиш. Така, зависно сега каков ти е растворот, треба да пазиш кој индикатор го ставаш, зависи кој резултат сакаш да го добиеш. И така натаму, но не се вакви чисти прекина боја, значи ако има вака коса линија, тоа значи дека нема ко чист прекин, него овојов дека, така знам, црна боја, се познава зашто, овојов дека регион, всушност ќе биде некоја измеѓу боја помеѓу розева и безбојна, ќе биде ко светло розева, значи кој ептен некоја си аква светла розева боја ќе биде. Не се чисти прекини, значи оваа долната табела всушност е по репрезентативна, бидејќи гледате дека има ко некој си измеѓу бои. Не се вака оштри линии кај завршува едното, кај почнува другото.
Некогаш една капка може да биде претерување. Значи ти најчесто ставаш тука да видиш и ќе додадеш една капка и влегуваш веќе у црвено и веќе премногу си додал, па не можеш да направиш точна пресметка. Но добро, тоа е веќе аналитичка хемија, нема да влегувам у тоа. Еден од најинтересните кој многу лесно се користи, овие литмус, односно латмусова хартија, која се користи едноставно само видиш дали е нешто киселина или база, бидејќи гледаме дека кога е кисело е црвена боја, односно нека си розова боја, кога е базно е сина боја. И овие се онакви хартивчиња, сте ги виделе сигурно, каде што ги ставаш едноставно во растворот, менуваат боја, си имаш ваква табела на самото пакување и си ги отчитуваш кој е всушност pH. Има многу вакви методи кои се користат, има некои хартивчиња кои што имаат различни делови за различни супстанции кои може да ги мерат, например, ние кога се одредува урина во основа или кога ни прават систематски и го ставаат и гледаат промена боја на сите различни делчиња, па се читаат од дебела. Добро, тие докторки си ги знаат на памет која боја не треба да биде, која треба да биде. Сега, добро, тоа се значи постаромодните методи кои се практични, се користат хидрациони методи за попрецизно одредување, така натаму и така натаму. Но, ни реков дека има уште еден начин на одредување pH, кој е всушност преку pH метар. И ова е едноставно многу симплифицирано, не треба никакви пресметки да правиш, не треба да се користат такви индикатори, да титрираш, а после титрација нели да правиш пресметка колку си додал, па да се враќаш назад за да одредиш колку било pH. Него едноставно го зимаш непознатиот раствор, така го зимаш непознатиот раствор и му ставаш едно апаратче, сега ќе ставам слика како изгледа тоа. Еве една слика од pH метар, значи го имаме овдека, која боја да земам, зелена, го имаме овој растворот кој што има непознато pH. Ставаме ова електродата, тука има стаклено, има една електрода и протончиња си влегуваат, нема да дискутираме за принципот на кој работи, но тоа е апарат, мери електрични потенцијали и ти одредува тука pH, ќе ти го запише на екранот и тоа прилично прецизно. Сега важна е температурата, и овие апарати треба да се стандардизираат. Например, тука пишува дека е 7,38, што е прилично неутрално. Малце базно, ама окей. И не треба никакви пресметки, само го ставаш и ти кажува колку е. Само како што реков, ова треба да се стандардизира. Начинот на стандардизација е всушност зимаш еден сад, значи зимаш сад и ставаш чиста вода. Ставаш чиста вода, ја ставаш електродата, така, и му викаш на апаратот ова е 7. И он кога знае дека тоа е 7, после може да одреди другите колку се. Добро, ќе земеш и со киселина, ќе му кажеш ова е кец, ќе му кажеш со база ова е 14 и после му си прави пресметка за се друго. И од време на време треба да се рекалибрираат и така натаму и така натаму. Добро, тоа беше за како всушност да се одреди pH. Главно беше ова за индикатори, но добро, спомнавме и за pH метар. И се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.